Хидросистемот Злетовица и Министерството за земјоделство денес потпишаа договор со кој системот добива 1 милион евра потребни за изработка на проектна документација, која ќе биде почеток на многу значајната втора проектна фаза. Всушност, техничката документација опфаќа основни проекти, физибилити студии, еколошки студии и тендерска документација. Со овој анекс всушност се заокружува целиот грант од 1 милион евра, кој што е доделен во Европска инвестициона банка, се возможува исплата на последната транша во вредност од 300.000 евра, а со затварање на грантот, всушност ние потоа со добиената техничка документација ќе можеме да бараме кредитори или инвеститори, а после тоа и градба на втори и на трета фаза. Со фаза 2 од хидросистемот Златовица се предвидува наводнување на површини во општина Пробиштип со 3550 хектари и Кратово со 960 хектари, за што се потребни 19 милиони метри кубни вода. Системот за наводнување Пробиштип опфаќа две зони, горна и долна. Вкупната должина на мрежата за наводнување од подсистемот горната зона изнесува приближно 76 километри. Вкупната должина на мрежата за наводнување од подсистемот долна зона изнесува приближно 55 километри. Стои во образложението на проектот. Што ова за регионот, а особено за Пробиштип значи? Огромна придобивка и одлична можност за земјоделието во овој крај, за пред се за руралните средини, на потегот каде што се опфаќаат повеќе рурални средини, населени места. Со овој проект сведоци сме на годините наназад колку е потребна водата во делот на пред се и водата за пиње, но и техничката вода за наводнување на самите површини. За реализација на втората и трета фаза од хидросистемот Златовица потребни се 41 милион евра. Од нив 26 милиони се наменети за втора фаза, додека третата фаза, која предвидува производство на електрична енергија, е во вредност од 15 милиони евра.